Јас сум Станислав Војđевски, ова ми е прва година што се фадлам за крстот. Годинава очекувам Господа ми даде здравје, среќа, љубов, другото само ќе си дојде. Браќи и сестри, прославуваме голем настан од историјата на спасението на човечкиот род. Го празнуваме повојавувањето, го празнуваме споменот од јавувањето на еднотроичниот Бог на реката Јордан. Имено Синот Божи, Богочовекот Исус Христос, се крштевал од претечата Јова и во тој миг се манифестирала Светата Троица, што впрочем слушнавме од денешното свето Евангелие. И меѓу пораките што ги испраќа пред настан, особено е значајно прашањето присутно тогаш, дали ние денес како човештво го бараме и дали сме го нашли Бога и дали го чувствуваме Неговото присуство. Некогаш старозаветниот пророк Исаија запишал, барајте го Господа, кога можете да го најдете, викајте го додека е близу. Со други зборови, должни сме да го бараме Бога постојано, се додека сме живи. И такво барање никогаш не треба да има крај, зашто Бог е совршен и возвишен во сите своји особини
а ние како ограничени суштества никогаш доволно не може да ја сватиме неговата суштина. А да се бара Господ, значи да се бара најголемата, највистинската вистина. Оттаму сиот наш однос кон светот и животот зависат од тоа дали го бараме, дали сме го нашле и дали го чувствуваме Бога. А Бог е близок на секого од нас и тој постојано ни доаѓа во пресред. Само потребно е ние луѓето да му одиме на средба, да го бараме Бога. Но веројатно се уште се прашуваме како и каде да го најдеме Бога. Блажениот Августин, големиот учител на црквата, во една од своите многобројни книги опишал како тој го нашол Бога. Именно тој го барал Бога на многу места по земјата. Го барал и по реки, по гориња, по планини и долини, по градови и села. Го барал по небесните пространства, во сонцето, месечината и звездите, го барал во ветровите и воздухот, го барал постојано и насекаде. Прашувајќи, кажете ми нешто за Бога. И откако не го нашол во висините, во далечините и во длабочините, блажениот Августин се завртел во себе и почнал да го бара во својата душа, во својата совест, во своите чувства и во своите мисли. И таму навистина го нашол, па во својата исповед запишал: по какви пространства Господи те бара и никаде не те најдов надвор од мојава душа. Драги браќи и сестри, Богојавлението пред се е објавување и манифестација на троичниот Бог пред човечкиот род. Богојавлението е објава и на смислата на животот, објаснување на човечкото спасение. Без да се доживее Богојавлението, не е можно да се разбере ни смислата на нашиот живот, ни постоењето на овој свет. Тоа е настан кој на луѓето им ги отвара очите за да ја видат вистината и сета тајна на животот. Празнувајќи го овој празник, како верен народ, треба да имаме чувство дека над нас е отворено небото. Како што при моментот на Христовото крштевање во Јордан и дека како христијани треба да доживееме пораката на Отецот Небесен, искажана за возлюбениот Син при неговото крштевање од Јован Претечата. Богојавлението е празник кој постојано се случува и кој може да го доживее секој човек кој со чиста совест, добра волја и љубов гледа кон небото. Богојавлението е секојдневен настан за човекот што ги слуша небесните пораки упатени кон луѓето. Покајте се, зашто се приближи Царството Небесно. А тоа значи да ги промениме нашите однесувања и кон Бога, и кон другите, да ги изравниме патиштата на нашите животи, да се измиеме со вода и да се очистиме со Дух Свети, постојано пеејќи од божествената љубов, правда и вистина. Нека ни е честит празникот, а светата литургија нека ни е на здравие и спасение. Бог се јави и за благодарение.